Понеделник 12 јануари, кратки вести во 12 часот. Автокампот Градиште е лоциран на една од најпрепознатливите точки на брегот на Охридското езеро, а денес Тивко се претвора во диво градилиште на простор каде што според институциите законски не постои оформен автокамп. Иако земјиштето е во процес на денационализација и е предмет на судски постапки, Градиште со години функционира како легален туристички комплекс, додека се поголем број привремени приколки се доградуваат и се претвораат во цврсти објекти, стои во анализата на Радио Слободна Европа. Дел од барателите велат дека и по 5 судски пресуди во нивна корист не можат да си го вратат имотот. Истовремено земјиштето во Градиште, кое било во сопственост на Македонската православна црква Охридска архиепископија, е вратено на црквата согласно истиот закон за денационализација, што според барателите на имот укажува на селективен пристап. Во текот на 2024 година од Охрид се одселиле вкупно 159 лица, од кои 110 биле македонци, 34 албанци, 9 турци, 3 роми, 2 срби и едно лице запишано во графата останати, покажуваат официјалните податоци на Државниот завод за статистика, поместени во статистичкиот годишник на Република Македонија 2025. Во истиот период во Охрид се доселени 348 жители, од кои 292 биле македонци, 30 албанци, 11 турци, 2 роми, едно лице влав, по едно лице србин и бошњак и 10 лица запишани во графата останати. Податоците покажуваат дека Република Македонија старее и се повеќе се празни. Регистрирани се повеќе починати од родени, а имаме се помалку бракови и се повеќе разводи. Очекуваниот животен век во Македонија се зголеми на 76,6 години, но демографските трендови остануваат загрижувачки. Се е подготвено за традиционалниот вевчански карневал, освен дефилето на маски за кои се зборува цела година потоа, за посетителите ќе има и богата музичка програма. Вечерва ќе настапат Пука Козметика, Ла Мурга Армада, Лозано и Брас Брадерс. Сето ова е само на дополнување на главниот настан на карневалот, утрешното дефиле на маските, кога цело Вевчани станува еден голем театар на отворено и сета енергија на василичарите се впива во преубава атмосфера. Посебна карактеристика на вевчанските маски е нивната актуелност. По карневалските фешти ќе настапат Благоја Груевски, Владко Миладиновски, оркестарот на Златко Миладиновски, оркестарот со Зурли и Тапани Вевчани, Перо Бели и групата ВИП. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и студено, дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до -1 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.